Секој маж над 50 годишна возраст барем еднаш годишно треба да посети уролог. Но колку во секојдневието навремено се практикуваат овие прегледи, ги прашавме граѓаните на Штип и секој различно гледа на ситуацијата. Некои велат дека не посетуваат ваков преглед бидејќи се чувствуваат добро, а други пак додаваат дека честата контрола е само заштита од ваков тип на болест. Не сум отишол, како сум роден. На причината ти немам проблем. Да. Колку често одите на уролог за да се проверите за простатата? Па, како ми рече, на 6 на година. Немам потреба. Оште сум здрав спрема годините. Правиме, зависи кога како. Например, јас одам на година на уролог. Пијам апчиња. За уролог пијам апчиња, 2 врсти, па треба пак сега да идам на контрола и не знам што ќе биде. Пациентите не се јавуваат навремено на уролог, покажуваат и последните направени статистики. Тоа е главната причина поради кој пациентите имаат се поголеми отежнувања, вели доктор Владко Филипов. Се почеста е појавата за заболување на ваков тип на болести, а пациентите не се јавуваат навремено, додава тој. Поред возраста, секој маж над 55 година, а по новите статистики над 50 година треба да посети еднаш во годината уролог. Значи, скоро со старењето секој маж треба да отиде кај уролог и да си направи основни прегледи. Основните прегледи кај урологот е со претходна припрема, тоест кај матичниот, со правење на ехо и лабораторија со ПСА, туморски маркер, каде што го испитуваме, и со тие два резултата пациентот треба да се јави на уролог. Пациентите не се јавуваат навремено, значи имаме пациенти кои што и последната статистика што имаме негде 300 биопсии направено, од кои 200 се со карцином и од тие 200 180 со касно откриени карциноми, што значи дека е голема бројката на пациенти кои што касно се јавуваат на уролог. Така да со новите методи имаме драстичен раст на новооткриени пациенти со карцином на простата и скоро секој пациент е со бенигна простатична хиперплазија. Се зависи од тоа дали е редовно контролиран или е касно дојден на прв преглед кај уролог. Инаку, урологијата како независна наука е релативно млада, но низините корени датираат од античка историја. За жал, честата причина за посета на уролог се поплаките, кои се кријат за едно вакво заболување, но на време на посет и точна диагноза ќе го олесни оздравувањето и ќе ги спречи несаканите последици. Понатаму, она што останува е тоа колку свеста кај општеството навремено ќе го извршува овој преглед и колку навремено ќе ги посетат овие установи.